Од историјата треба да се извлечат поуки и таа да не сближува, а не да не разделува, коментира на социјалните мрежи пратеникот од ВМРО ДПМН Зоран Илиовски. По интервјуто на сега веќе екс-председателот на Бугарија, Росен Плевнелиев, во кој вели дека Македонија треба да влезе во Европската унија, но не и македонизмот, бидејќи го смета за антибугарска и антидемократска идеологија. Илиовски ја нарече ваквата изјава популистичка, наменета за домашната јавност, и дека Плевнелиев покажува мускули, но ништо не постигнал за подобрување на односите меѓу двете земји. Македонија создаде и своја држава и своја нација, и свој јазик, посебност, идентитет. И тоа е политичка реалност со децении. Колку повеќе го негирате, толку повеќе си ја сакаме и државата, и нацијата, и јазикот, и толку повеќе ги сметаме за посебни и го јакнеме чувството на нашиот идентитет, стои во реакцијата на пратеникот. Со оваа политика што Бугарија повеќе години ја води кон Македонија, само се влошуваат односите. Порасна недовербата на двете страни, и меѓу народите и меѓу политичарите. Со оваа политика ние дополнително се оддалечуваме. Во некоја мера нарасна и меѓусебна омраза. Нема диалог, има препукување со изјави. Македонскиот народ знае дека, например, на состаноците на Европската комисија во Брисел, најжестоки против Македонија во последните 2 години се представниците на Бугарија на секое ниво. Го знаеме тоа и знаеме дека тоа е намерно и свесно. Бевте многу пожестоки и поактивни против Македонија, дури и од Грција. Вчера преку социјалните мрежи реагираше и шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, кој рече дека ќе беше подобро, доколку и Плевнелиев, како и Желјо Желев, ја имаше истата широчина и почит за граѓаните на една соседна држава. Тоа сигурно е покорисно, отколку гонење на митови, креирање лажни закани и потикнување на фобии, коментираше Поповски. Новиот бугарски претседател Румен Радев, кој вчера стапи на функција, денот како победи на изборите во ноември, рече дека Македонија е соседна и пријателска земја и очекува скоро потпишување на договорот за добрососедство и соработка. Односите со соседите се актуелна тема деновиве и откако шефот на српската дипломатија Ивица Дачич ја разбранува атмосферата со изјава дека Србија сгрешила што ја признала Македонија под уставното име, затоа што Македонија го признала Косово. Потоа следеа и серија реакции околу српските патарини на кои земјава беше пишана со референцата БРМ. Македонското МНР по дипломатски пат побара Србија да не ја користи референцата БРМ. Од јавното предпријатие Патишта Србија се правдаа дека делницата кај Прешево е се уште во фаза на тестирање и дека БРМ ќе биде отстранета од сметките. Но Дачич врати остро. Ако веќе протестираат поради сметка за патарина, што би требало ние да правиме за нивното признавање на Косово и гласањето во УНЕСКО, и праша зошто Македонија не ги напушти ООН, Советот на Европа и ОПСЕ, каде се користи референцата. Последна во лавината реакции беше онаа на македонското МНР, од каде го запраша Дачич зошто не се пресметува со САД, Германија, Велика Британија, Франција и Италија, кога и тие земји го признаа Косово.